како што кажавме денеска, ова утро се е во знакот на љубовта, на убавите нешта. Виното веќе го имавме како тема, но нашата денешна втора и последна гостинка, уметницата Анжелика Колева, овде ни донесе многу љубов во нашето студио. Енџи, добре ни дојде. Добро ве најдов се. Секогаш внесуваш радост, секогаш внесуваш креативност и секогаш не инспирираш сите нас кои што си имаме по некоја бубачка, ете така, да ни врти, да правиме и да создаваме нешто ново. Ме радува ако е така. Да. Знам дека црвената боја денеска ќе биде најзастапена секаде, всушност и недоговорени, еве и јас и ти доминираме во црвено и верувам дека им ги разубавивме телевизорите и екраните на многу гледачи. Ги поздравуваме сите на секаде каде што требаше да се внесе љубов. Верувам дека придонесовме и ние малку со нашата енергија ова утро. Не ве покажуваме денеска дел од колекцијата која што е наменета за ваквите денови. Колку клиенти инспиративни имаш, кои што пак тие ти сугерираат што би сакале да им направиш по нарачка? Па искрено да ви кажам и не баш многу. Секогаш е моја инспирацијата и на нив им се допаѓа. Така да ова разлевањето на винските чаши поготово е нешто кое што многу од клиентите го љубат. И нема две исти. Тука нема две исти чаши. Јас мислам дека слични. Ќе направиме кадри вака крупни и ќе можеме да покажеме дел од чашите кои што се толку магични, толку посебни, а толку сите една од друга различни. Да. Дали овие ги нарачуваат во сет или ги нарачуваат поединечно? Па кога како, некогаш знаат и буквално 6 нели како комплет да ги земат од истото разлевање или боја, зависи која боја ја сакаат. Не е само црвената застапена, нели сите бои ги работам. Инаку во принцип јас ги правам по две. Боја да кажеме, по две чаши, исто разлевање, слично како што кажавме, нели не може да биде исто, меѓутоа бојата во боја да се разлее барем приближно да бидат исти. Така да некогаш знаат еве и да земат и една само. Нели не е важно, не е важно. Јас тука и нормално им излегувам во пресред за да си ги исполнат желбите. Морам да покажам вака. Морам да покажам вака, бидејќи ова е нешто што мене прво ме освои, овие убави срца. Се нешто што мене многу ме освои и ги има убавината на ова срце, ај што го има, нели, што ја има љубовта во својата основа, туку што ги има и македонските мотиви. Колку ти се тие предизвик да ги работиш? Многу ми се предизвик да ги работам. Долго време јас во старата Скопска чаршија функционирав со галерија и работев, така да ја изработував керамиката. И многу научив за нашите традиционални шари што ги имаме по народните носии, така да од нив влечев шари со тоа што не се идентични на тие што ги има на народните носии, нели што ги имаме и по старите ќупчиња, да кажеме, керамички и така натаму. Малце јас ги модифицирав во некој мој стил, меѓутоа да бидат застапени како шара, нели? Така. Колкава е разликата, Енџи, кога се слика на керамика, што ја спомина, кога се слика на гипс или кога се работи на стакло, порцелан, многу материјали. Ти работиш на скоро сите материјали. Да, на скоро сите материјали. Све е различно. Со различни бои се работи? Све е различно, па генерално да, значи стаклото исклучиво се бои за стакло. Тие се многу специфични, во течна состојба се. Структурата им е како лепак и се многу незгодни за работење, бара многу внимание и трпение, нели? Со тоа што нив, како што знаеме, треба да се исушат, па да се испечат,
да се среда, значи малце процесот е подолг. Значи и стаклото се пече. Да, И да. стаклото. Јас мислев дека стаклото како стакло некако не ризикуваме да го печеме, дека го печеме само порцеланот и керамиката. Па добро, тоа не е класично печење на некоја висока температура, нели на 50 до 100 степени. Ете, да кажеме сушење. Некое, меѓутоа како заштита за да може фино да се залепи Кој е боја. најтрајно? На кој материјал најтрајно остануваат боите и да речеме и после многу перења, ова сето можеме во машина да го ставиме да го переме во Па машина? јас не препорачувам. Не препорачувам, иако клиенти ми кажуваат дека ги ставаат. Јас искрено ете толку години не сум се осудила да ставам, сепак ми е цртано. Јас ставам и кај мене тоа функционира. Останува се. Ете, можно е и тие ми кажуваат дека останува, меѓутоа јас не сум пробала и затоа не препорачувам. Можно е, да. Имам пробано со контур пастите, например, на стакло што имам цртано, само со контур пасти, тоа се за моја лична употреба, исто вински чаши дома што ги користам. И тие ги ставам во машината, само постолјето е цртано. До сега не ми се случило да се извади нешто, но на клиентите секако не препорачувам. Сега и желба е, нели, дали може да изми една чаша, две, или јас не би ризикувала. Она што во изминатиот период ме воодушеви, ја го погледнав на твојот Facebook профил и на Instagram, ти често пати ги споделуваш твоите креации, дека работиш и обувки, работиш убави, елегантни чевли со штикли, кои што толку софистицирано и толку нежно им даваш една сосема елегантна, љубовна нота, која што верувам дека на многу жени им се допаѓа да добијат уникатни чевли, рачно сликани. Колку имаат желби нашите клиентки? Па имаат желби, јас обично знам да кажам дека такво нешто храбра жена може само да носи, затоа што не секоја е специфична, нели? Тоа е многу важно, многу во нашите краишта говорам. Има, но не е толку застапено да дојде некоја ете така и да ми каже еве ти ги чевливе и прави што сакаш со нив. На тебе оставам, прави што сакаш. Сепак секогаш така малце скептично, а што ќе излезе сега, што ќе биде. И обично си цртам за себе, значи мои чевли. Така да од тие некои што имаат видено што јас го носам, и им се има многу допаднато, па носат нели чевли, направи ги како ти ќе ги направиш, така ќе биде и не е проблем. Да. Овде имаме една од љубовните твои дела, каде што со многу колорит е направена една убава љубовна приказна. Да. Колку време изработуваш една ваква слика, да речеме? Па и тоа многу зависи од инспирацијата. Ова е која техника? Ова е разливање на платно. Разливање. Значи ова е боја во боја. Се работи со четка или со што се работи оваа техника? Не, само ја мешам, само ги мешам боите со четка. Инаку ги разлевам боја во боја. Флуидна техника се вика и обично со прсти ги формирам контурите. Да. Секоја чест. Позадината и другите работи. Сега тука ликовите има малку помошни или нормално со четка, со боја, со контур паста, акрилни. Да, акрилот има ми се чини способност да и се поправи нешто што сакаш да го поправиш ако не ти се не ти се допаѓа или евентуална грешка при работењето. Сите бои имаат генерално. Со тоа што маслените, да кажеме, се многу тешко сушечки. Знаеме, нели, долго време треба да стои една слика за да се суши, па да нешто поправиш после тоа, ако сакаш да поправиш. Иако разлевањето и со масло го правам, е доста успешно, само што јас сум нетрпелива, сакам што поскоро да доработам и не можам да чекам месец дена да ми се суши сликата, па затоа се префрлам повеќе на акрилот. Одлично. Твојата галерија успешно работи скоро цела деценија, така нели? Па сега сум во кисела вода веќе 5 години. Точно 5 години, претходно бев во старата Скопска чаршија, но да,
кога би кажале ги така. сумирале годините Да. се 10 години. Да. Што најчесто бираат за подарок и дали бараат твој совет, твоја препорака кога сакаат да изберат некој убав, уникатен подарок, бидејќи кај тебе две исти нема креации изработени? Па да, знаат да кажат. Значи јас нели имам и нарачки од стални клиенти кои што се задоволни од тоа што го земаат од кај мене. Значи не се работи само за ова, за стаклото, или како што кажавме, јас на многу материјали работам и на грамофонски плочи, тоа е мојата прва љубов. И знаат да си нарачаат. Ако можеш, потруди се, направи ми го тоа. Значи, јас никогаш не да бидат со нешто ветувам. лично, со некоја лична нота, сето тоа. Дали е лик, нели во апстрактна форма, дали е нешто цвет или не е битно. Се трудам да им угодам, затоа што сакам да ги гледам луѓето среќни околу мене. И тоа ме прави уште попозитивна и ми дава енергија за повеќе да работам и да творам. А и генерално им се допаѓа од тоа, знаат што сакаат, доаѓаат се, навраќаат и си земаат. Да. Која боја е најделикатна од твоето досегашно искуство, колку што ти истражуваш со боите, а верувам дека истражуваш особено со плочите, бидејќи и таму те следам колку уживаш во тоа што го правиш, грамофонските плочи, кои сега почнаа да се враќаат и грамофоните и ме радува што се враќаат грамофоните во употреба. Но ти на друг начин ги употребуваш. Само оштетените. Само оштетените винилки, да. Која е најделикатна боја, Енџи? Која боја е најосетлива ако ја искомбинираш со некоја друга боја? Па, според мене, мислам дека ете црвената така со, да кажеме, жолтата кога ја комбинирам. Сега јас говорам во разлевањето. Дека со четките многу ретко работам, боја по боја. Така да тука некогаш знам така да се изнервирам, сакам да го добијам тоа што ми е во глава нешто, ама некако не ми оди да излезе нешто измеѓу портокалово и не знам, црвено или розе и така. Истото го имам и јас како впечаток за црвената боја, бидејќи е единствената која мене ми се разлева кога ги фиксирам на крај моите канчиња, јас морам да ги фиксирам за да останат трајни и да не се изгребат, да не се излуштат. Ниедна од боите не ми се разлева, но црвената е преосетлива на лакот. Кога почнуваш да изработуваш една ваква, да речеме, креација, однапред знаеш, однапред ја правиш шемата или те следи фантазијата? Фантазијата ме следи, дефинитивно. Да, знам од каде ќе почнам, нели, првите неколку точки кога ќе ги ставам. И после тоа веќе си продолжува. Самиот модел ме инспирира и ми кажува сега оди вака, сега оди така, нели? Да, и прави го тоа што го правиш. Секоја чест ме овде бара и навистина професионално добро око, симетрија, убаво организиран простор и многу концентрација. Да. Тоа бара навистина многу концентрација. Верувам дека тука страда и вратот и грбот. Страда, да, затоа што знам да се занесам па и по 7-8 часа, онака, дури и да не јадам или нешто кога ќе се занесам. Да, тоа е лошата страна на приказката. Да. Што препорачуваш за овој денешен празник? Што има денеска достапно во твојата галерија, бидејќи секогаш за доцнето, но некогаш навистина сакаме од срце да подариме нешто, што би предложила ти? Па од ова овдека што го гледате така полюбовно, иако можам да кажам дека 80% од нештата што ги имам во галерија се во црвена боја, заради тоа што мене ми е омилена. И често знам да кажам кога нешто е веќе изработам вака во вид на срце или било што да е црвено, да кажам дека љубовта треба да се дава секој ден. Не само на 14 февруари. На 14 февруари, иако пак ќе кажам, јас денеска го славам нашиот празник, Свети Трифун. Нека ни е за многу години, а денот на влюбените е секој ден. Одлично, така е многу убава завршница на овој наш разговор. Љубовта треба да ја славиме секој ден. Секој ден. Не само на 14 февруари, а Свети Трифун е денеска прекрасен православен празник на кој што се закројуваат лозите. Посакувам многу среќа на секаде да имаме
да се товари здравје, како што кажавме на почетокот на емисијата, да ни се множи родот, да ни биде народот среќен, задоволен, а тебе ти благодарам премногу што ова утро дојде и ни ја разубави, ни ја стави во боите на љубовта целата емисија.